Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе почнеме со обработка на втората глава од посланието до Тит. Главната тема во првата глава беше редот во црквата, кој покрај друго треба да биде воспоставен од страна на побожните водачи. Во оваа втора глава апостолот Павле пишува за поведението на христијаните. Од тоа што го прочитавме во првата глава, можеме со сигурност да заклучиме дека соработникот на Павле по име Тит беше поставен како одговорно лице за црквите на островот Крит. Тој беше одговорен да постави водачи во тие цркви, но исто така и на некој начин да ја надгледува службата на островот. Покрај другото, неговата одговорност беше и поучувањето, да ги насочува и охрабрува верниците да живеат согласно вредностите и принципите на христијанската вера. Ако во глава 1 нагласокот беше ставен врз потенцијалните водачи на црквите, сега во глава 2 нагласокот е врз останатите верници од црквите. Да почнеме со читање. Стих 1. Старците да бидат трезвени, целомудрени, чисти, здрави во верата, во љубовта, во трпението. Зборот старците се однесува на повозрасните мажи во црквата. Павле му вели на Тит да ги охрабри и поттикне тие луѓе да бидат трезвени, целомудрени, чисти, здрави во верата, љубовта и трпението. Немам време да ги коментирам сите овие доблести и квалитети за кои апостолот пишува, но само ќе нагласам дека овој стих јасно не учи дека од возрастните мажи во црквата се бара да живеат чисто од духовна и морална гледна точка. Тоа треба да се луѓе кои не се подчинуваат на општествените норми и стандарди, туку се држат до вредностите на Евангелието. Возрастните мажи треба да се пример за помладите, но и за другите возрастни мажи кои не се дел од црквата. Сега, во следните неколку стихови, Павле пишува за поведението на возрастните жени. Стих 3. Постарите жени исто така треба да се однесуваат онака како што им прилега на луѓе кои веруваат во Господ, да не озборуваат, ниту да му робуваат на виното, тие треба да поучуваат на добро поведение. Повикот за возрастните жени е да живеат како свети личности, да не озборуваат, да не се опиваат, туку да ги учат другите жени како да живеат добро. Се чини дека Павле тука прави добар баланс помеѓу делата и зборовите. Тој вели дека возрастните жени треба и да прават добро, но и да поучуваат да се прави добро. Стихови 4 и 5. За да ги вразумуваат невестите да ги сакаат мажите своји и децата своји, да бидат целомудрени, чисти, добри домаќинки, благи, покорни на своите мажи, та да не се хули Словото Божјо. Повозрастните жени во црквата треба да бидат пример за помладите, и на збор и на дело. Павле вели дека возрастните жени треба да ги насочуваат помладите како да го негуваат бракот, да се грижат за семејството, да живеат побожно, бидејќи во спротивно Божјото име може да се хули, доколку младите жени живеат неуредно. Од стиховите кои ги прочитавме, можеме да забележиме дека жените првично се одговорни да се грижат за домот и семејството. За жал, денес живееме во време кога тие библиски вредности веќе не се почитуваат. Општеството и културата во кои живееме се повеќе застапуваат идејата дека жената треба да гради кариера, а не да се грижи за децата и домот. Јас лично немам ништо против идејата жената да гради кариера, но, библиски гледано, тврдам дека градењето кариера не е главен повик на жената. Моje лично убедување е дека модерните обиди за така наречено ослободување на жените преку поттикот за напуштање на домот и градењето кариера се штетни за нив, но не само за жените, туку и за семејството, а следствено и за општеството. Павле вели дека возрастните жени треба да се целомудрени, чисти, добри домаќинки, благи,
покорни на своите мажи. Мислам дека овој опис се коси со голем дел од стандардите кои општеството се обидува да им ги наметне на жените. Бог преку апостолот Павле вели дека жените треба да се целомудрени, односно да растат во мудроста преку спознавањето на Божјата волја. Тие треба и да се чисти. Ова не се однесува на тоа колку им е чиста облеката или телото, туку на духовна и морална чистота. Тоа значи дека треба да се пазат од штетни духовни влијанија кои би резултирале со неморален живот. Жените христијанки треба да се и добри домаќинки. Верувам дека ова нема да им се допадне на некои, но Библијата јасно не учи дека улогата на жената е првично поврзана со грижата за домот и семејството. За жал, ние денес се повеќе се оддалечуваме од тие вредности и затоа и семејствата, а и општеството не се движат во добра насока. Продолжуваме со читање на текстот, стихови 6 и 7. Исто така советувај ги младежите да бидат честни, а во се представи се сам како образец за добри дела, покажувајќи чистота во учењето, нерасипаност, честност. Зборот младежите се однесува на младите мажи во црквата. Интересно е што во овој стих апостолот Павле му кажува на Тит да ги поучува младите мажи како да се однесуваат, а веднаш потоа му вели: а во се представи се сам како образец за добри дела. Со други зборови, Павле му вели на Тит: поучувај ги другите, но важно е и да покажеш пример како треба да живеат. Ова е многу важен аспект од христијанската вера. Оние кои вистински го следат Господ Исус и му веруваат, се повикани да ги поучуваат другите, но не само да ја објаснуваат верата, туку и да ја живеат. Воспротивно, ако едно поучуваат, а друго прават, тие ќе се лошо сведоштво и непријатна препорака за христијанската вера. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Христос не е само теорија која може да се објасни, туку живот кој треба да се живее. Стих 8. Слово здраво, без укор, та да се посрами противникот, бидејќи не ќе има да рече ништо лошо за нас. Павле беше свесен дека на островот Крит има многумина кои се противат на христијанската вера и затоа го советува Тит и самиот тој, а и другите христијани да живеат на таков начин што противниците нема да имаат повод да кажат нешто против Христос или против црквата. Стих 9. Советувај ги слугите да ги слушаат своите господари, да им угодуваат во се без да противречат. Во овој стих Павле дава совети за нова група на луѓе во црквата, а тоа се слугите. Всушност, подобар превод на старогрчкиот збор е зборот роб. Знаете, во тоа време имало разлика помеѓу робови и слуги. Слугите биле во одредена смисла слободни луѓе кои работеле кај своите работодавци. Од друга страна, робовите не биле слободни луѓе и во одредена смисла им припаѓале на своите господари. Во овие стихови Павле им се обраќа на робовите. Во првата црква имало слободни луѓе и робови. Некогаш господарите и нивните робови биле дел од иста црква, а некогаш само робовите верувале во Христос. Во Новиот Завет имаме и примери кога господарите биле христијани, а нивните робови не. Во овој стих Павле им вели на робовите да ги слушаат своите господари и да не им противречат. Со други зборови, апостолот ги потикнува робовите да не ја занемаруваат својата работа. Стих 10. Да не крадат, туку во се да покажуваат добра вера, та науката на нашиот Спасител Бог да ја украсуваат во се. Интересен стих, зарем не? Апостолот Павле вели дека робовите треба да покажат толку добар пример во однос на исполнување на нивните обврски, што со тоа ќе ја украсат науката на нашиот Спасител, односно ќе покажат добар пример за тоа што Христос не учи.
Иако Павле им се обраќа на робовите, сепак јас би аргументирал дека ова е повик за секој христијанин во однос на неговото поведение на работното место. Преку нашите зборови и дела, преку нашиот однос кон другите луѓе, преку нашето трпение и понизност, ние христијаните сме повикани да ја украсуваме верата која ја исповедаме. Зборот кој е преведен како украсување е збор кој во старогрчкиот јазик е поврзан со козметиката. Ние христијаните имаме на располагање различни видови на така наречени духовно-козметички препарати со кои можеме да им ја направиме христијанската вера на луѓето поубава и попривлечна. Сакам само да напоменам дека ова не значи дека ние сме одговорни за спасението на другите луѓе. Има ситуации кога христијаните преку своето поведение ја украсуваат верата, а сепак останатите одлучуваат да не поверуваат во Господ Исус. Но тоа не треба да биде изговор за да живееме и се однесуваме неуредно. Нашата одговорност е да покажеме пример и на збор и на дело, а одговорноста на другите луѓе е да одлучат што ќе прават со сето тоа. Стих 11. Бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе. Божјата благодат се јави во минатото. Стих 12. Таа не учи да ги отфрлиме нечестноста и похотите од овој свет, честно, праведно и побожно да живееме во овој век. Овој стих вели дека Божјата благодат не учи како да живееме во сегашноста. Стих 13. Да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос. Овој стих не учи како треба да гледаме на иднината. Значи, Божјата благодат се јави во минатото преку Господ Исус. Таа не учи како да живееме во сегашноста и како да живееме со очекување на исполнување на Божите ветувања во иднината. Сигурен сум дека христијаните во Крит знаеја по нешто за Божјата благодат. Невозможно е човек да биде христијанин, а да не знае за Божјата благодат. Но, во овие стихови, Павле како да го советува Тит да ги потсети верниците на островот што значи да се прими и да се верува во таа благодат. Тоа подразбира променет живот во сегашноста и живење со исчекување за средба со Господ Исус во иднината. Апостолот Павле го подсетува Тит дека христијаните на островот треба да живеат на таков начин што нивните животи ќе бидат еден вид на украс за Евангелието. Навистина е трагично и жално кога некои луѓе ја исповедаат верата во Господ Исус, а сепак постојано потклекнуваат на искушенијата и не живеат живот во победа. Павле вели дека Божјата благодат не учи да ги отфрлиме нечестноста и похотите од овој свет, односно да се држиме настрана од гревот. Не само тоа, туку таа не учи и честно, праведно и побожно да живееме во овој свет. Значи, не само да се држиме настрана од гревот, туку и да живееме праведно и побожно. Ова е многу важно да се зборува и поучува во црквите, дека Божјата благодат не е некоја идеја во која само ние веруваме, туку вистина во чие светло треба да живееме. Јас сум убеден дека ова е една од централните вистини на христијанската вера која не треба само еднаш, туку редовно да се поучува во црквата. Преку оваа аудиопрограма, наречена Низ Светото Писмо, поучувајќи го Писмото, јас се обидувам да поучувам и за Божјата благодат, што таа представува, како да се прифати и да се живее во светло на сето она што таа благодат не учи. Во суштина, еве зашто станува збор. Божјата благодат се појави со доаѓањето на Господ Исус. Тој живееше на оваа земја, поучувајќи и правејќи чуда, а потоа умре на крстот, каде плати за нашите гревови и по 3 дена воскресна. Секој кој верува во него и го следи, добива простување на гревовите и вечен живот.
Но, тоа простување на гревовите не е изговор за ние да продолжиме да живееме како што сакаме. Божјата благодат не учи да бараме простување, но и да живееме нов живот, оставајќи ги гревовите зад себе и правејќи праведни дела. Благодата не учи и дека еден ден Господ Исус ќе се врати на оваа земја и секој кој верува во Него треба да го очекува тоа Негово доаѓање и откривањето на Неговата слава. Луѓето од светот имаат различни очекувања. Некои со нетрпение чекаат технологијата да биде уште понапредна за да живеат во поинаков свет. Некои очекуваат медицината да напредне до таа мера што ќе се најде лек за ракот или пак некои други посериозни болести. Но за христијаните главното очекување и исчекување треба да се однесува на средбата со Господ Исус и воспоставувањето на Неговото царство. Тоа е нашата блажена надеж. Еден ден Господ Исус ќе дојде на овој свет и кај себе ќе ја земе својата црква. Дали сте подготвени за тој момент? Знаете ли како можете да се подготвите? Доколку почнете да му верувате и да го следите, односно да живеете според неговите зборови. Стих 14. Кој се даде самиот себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Ова е суштината на Евангелието. Господ Исус се даде за нас на крстот на Голгота. Таму умре за да плати за нашите гревови и по 3 дена воскресна. Секој кој верува во Него е дел од Неговиот избран народ, кој е повикан да прави добри дела. Забележете дека Господ Исус не се даде себе си за ние само да веруваме во Него, туку за да бидеме очистени од гревовите и да бидеме Негови сведоци преку нашите зборови, но и добрите дела. Стих 15. Ова зборувај го, советувај и изобличувај со полна власт, никој да не те презира. Се предпоставува дека Тит бил млад човек и затоа некои луѓе го презирале поради младоста. И Тимотеј имал сличен предизвик. Павле ги советуваше двајцата негови соработници да поучуваат со власт и на дело да го покажат тоа што го веруваат, и така да им ги затворат устите на оние кои ги презираат поради нивната младост. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.